Поздрав, магични души! Добре дојдовте на Уналун Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето мое срце ви се заблагодарувам за секоја ваша поддршка на мојата страница и на мојот YouTube канал. Се надевам дека сте сите добро и здраво, за сите вас кои што го прославувавте предстојниот празник или пак енергија кој што означува воскреснување. Ви посакувам секоја ваша енергија да биде упатена и утемелена во нов живот. Стрекна великденска енергија, да бидете сите живи и здрави и да бидете во ваша нова енергетска вредност. Прославете го новиот живот на воскреснувањето, а тоа е една добра духовна енергетска вредност. Не е во религиозност, значи сите ние можеме да прославуваме воскреснување кое што е за нас сами. Ние воскреснавме и сега го прославуваме нашето воскреснување или пак нашиот нов живот. Не прифаќаме прошлости, него ќе ги прифатиме енергиите кои што се сегашност во сегашно време. За воскреснувањето или пак поточно за Великден, за Ускрст, енергија Воскрст, или пак да збориме за некои други празници кои што се од не наша религиска вероисповест или пак енергија каде што ние веруваме. За тоа ќе биде посебно видео каде што сите ќе ве продуховам и ќе добиете добра смерница да знаете што во позадина се криело толку илјади години. Сите ние го знаеме нашето религиско семејство, но не ја знаеме духовната вредност на таа енергизирана енергија која што се надевам дека сите ќе бидете во безброј прифаќања за тоа што како ќе ви ја раскажам и како ќе ви ја доловам таа духовност. Енергија каде што религиозноста и духовноста се две различити вериги или пак два различита тајмлейна. Енергија каде што религијата е во теснет со нашата илузија, а нашата духовност се граничи со нашата свесност и нашето продуховено енергетско ниво, а тоа е енергија каде што и можеме да се реорганизираме, значи да размислуваме на многу поинако светло, или пак да бидеме во енергија да се преобратуваме, или пак да бидеме во енергија да склопуваме вредности кои што можеме да се искачуваме на многу повисоко и повисоко ниво. Значи, во моментот размислуваме онака како што и универзумот ни налага. Значи, тоа се две енергии кои што не се во допирни точки, имаат различно сваќање, различно верување, но јас ги почитувам нормално, затоа што сум по религија православна, но јас ги прифаќам сите религиозности и верувања, така да земам енергија на духовност, како што и оваа страница и овој YouTube канал е во енергија да ве просветли и да дојдете во една ваша енергизираност, а тоа е доосветлување или пак просветлување на нештата, за да ви бидат појасни како да си го земете својот живот во своји раце. Енергија каде што и лајтворкерите како мене или пак други енергии кои што превземаат момент да ве продуховат, да ве упатат кон добар смер, ќе биде во енергија да ве упатиме на нешто што не сте го знаеле досега, а од сега натаму ќе го знаете, кое што било скриено од вас и не сте можеле да го видите, а сега ќе го видите во
поново светло и во една многу длабока енергија, а таа е енергија на свесност. Нема повеќе илузии, туку ќе бидат енергии на свесност. Денешното исчитување ќе биде 7 дена од сега, јас ќе почнам од вторник, енергија за денешниот ден и ќе завршам со вторник. Нема да ги кажувам датумите, затоа што датумите се само временска одредница кој што не сакам да поставувам, туку да видиме 7 дена пред нас што не очекува во оваа енергизираност, да видиме што ќе треба да земете смерница во овие 7 дена, што ќе се случува, што доаѓа према вас и како да се организирате за да сето тоа го бидете и го сватите во една подобра енергија, да одговорите на таа енергија и да превземете ваша активност за до ваше совршенство, значи до ваше совршенство. Јас се надевам дека сте сите добро и здраво и дека во таква енергија и ќе го пречекате ова видео. Се извинувам на сите вас кои што ви должам уште 2 хороскопски знака да ви обработам, но знајте дека премногу сум зафатена. Енергија чекаат персони кои што прават лични исчитувања од тарот картите и мора да ги удостојам, така да се надевам дека излегувам на сите во пресвет, значи за сите што се на TikTok, ви најавувам дека ќе имаме наредно лайф дружење. Тоа кога ќе биде, најверојатно нареден викенд или понареден викенд, не сум точно сигурна, затоа што имам премногу обврски да исполнам кон барањето на моите драги енергии кои што се тука со вас, помеѓу вас, да им овозможам едно просветлување и еден одговор кој што го бараат од мене, а тоа е енергија да им излезам во пресвет на персони кои што имаат озбилни проблеми во нивните животи, да ги решиме, да ги усмериме и да им дадеме едно просветлување за да можат да бидат во енергија на среќа и одблесок. Ајде да започнеме со исчитување од тарот картите, да не должам премногу, да видиме што не очекува за утрешниот ден, во каква енергија ќе бидете, што доаѓа према вас, каде да бидете усмерени, како да ве усмерам. Сите нови кои што доаѓате на мојот канал и кои што се преплатувате, јас ви благодарам. Бидете во своја енергизираност, ви благодарам на вашите веродостојни енергии, ми давате голем подстрек и буквално ветер во грб да можам да го растам овој канал и оваа страница. Значи, вие сте таа енергија движачка, каде што и мојата страница и мојот YouTube канал го придвижувате како енергизираност. Знајте дека тарот картите не може секој да ги слуша и не може секој да се пронеде во исчитувањето тарот картите, значи треба да превземете добри енергии, значи да бидете добар слушател, да знаете дека не секогаш тарот картите ја кажуваат правата вредност за вас и вашата енергија или пак усмерување. Знајте дека вие треба да работите на вашата енергија, на тоа усмерување што го даваат тарот картите. Тоа го говорам и во приватните мои исчитувања, да знаете дека луѓе треба да работите на себе, значи не само на себе, туку треба тоа што го посакувате да не го сакате, значи веќе да го гледате како случајна енергетска вредност. Тоа ќе го направите кога ќе комплетно работите на себе, кога ќе ја кренете вашата енергетска вредност, кога нема другите енергии околу вас да ви сугерираат во каква енергија треба да бидете и во каква енергија треба да се најдете во моментот, туку да ја препрочитувате вашата енергетска вредност, да земете смерници, затоа што јас сум тука само да ви дадам еден смер и да ве продуховам
но не да ви ги решам проблемите. Ако сакате да имате пари, треба тоа да го направите сами од себе. Значи, треба да манифестирате, значи да работите. Ако сакате да имате здравје, истото тоа треба да го направите. Ако сакате да добиете добар врв во работа, битна и важна одлука во работна енергија, ако евентуално не сте задоволни од вашата работа, треба да напуштите вашата работа. Значи, сите овие енергии треба само да ги осцилирате, значи да бидете во една движачка енергија каде што и секоја ваша енергија ќе влезе не само во манифестација, туку и во движење, во акција, затоа што ние сите можеме да седиме и да зборуваме дека унелунтарот ни кажа дека така ќе се исполни и јас сега ќе седам со скрстени раци и ќе чекам тоа да ми падне од небо и да ми се исполни таа енергија или пак таа желба. Не. Комплетно вие ги застанувате енергиите тука кога ќе спомнете желба или пак сакам или пак го сакам тоа. Не. Тоа нема никогаш да се исполни, туку треба да манифестирате и да работите сами на себе, да се кренете енергијата. А како тоа ќе го направите? Ќе ви го кажам во друга енергетска вредност. Ќе снимам комплетно видео за оваа енергија, како треба тоа да го направите, за да бидете во ваша усогласеност и усогласеност со универзумот, драги мои. Ајде да видиме што не очекува утрешниот ден. Тоа е вторник. Енергија, да видиме во каква енергетска вредност ќе бидете. Во вторник, или ќе се работи за некое дете од вашата енергија, или пак за вашето внатрешно дете, или пак оние кои што се во енергија да бидат со околу семено разрешување, или пак дете кое што е во вашата енергија, кое што е застапена, син, ќерка, не е битно, значи енергија каде што работите со деца за некој од вас, или пак усмерувате деца на прав пат, ќе биде во енергија да доживеете една огромна радост за ова дете, да знаете дека ќе имате некој нов почеток, некој нов старт, доколку се работи за дете кој што е во енергија да не можете да го видите вашето дете, сте се развеле или сте во енергија да добивате момент каде што и некој од двата партнера ќе треба да се сретне со ова дете, да знаете дека ќе биде во енергија нов почеток, нешто ново ќе почне во вашиот енергетски живот со вашето дете. Ќе биде вашето дете многу радосно, а сепак и вие ќе бидете радосни во оваа енергија. Ова енергија на невиност за некој од вас ќе значи дека вие сте дете, вашето внатрешно дете е невино, ќе доживеете нов почеток во некоја енергетска вредност, а тоа е ваша желба, ваша манифестација која што сте ја изманифестирале во минатиот, во енергија минатиот период, значи изминат период. Енергија каде што и неочекувано оваа желба ќе ви се исполни или пак оваа енергија ќе ви дојде во реалност, ќе ви се спушти во реалност, ќе бидете стрекни, задоволни од енергија, ситуација која што се надевам дека ќе биде во вашата енергија. Ајде да видиме за што поконкретно ќе се работи во оваа енергија, само да ги видам картите во каква енергетска вредност се. Да видиме за што поконкретно ќе се работи во оваа енергија. Утрешниот ден припремете се за некој од вас, ќе бидете во радост, стрекна, енергетска вредност, за други пак од вас за дете. Енергија да, тоа што сте го побарале, тоа што сте го барале од вашето дете, или пак од енергија од самите вас, или пак од универзумот што сте го побарале, веќе да знаете дека ќе бидете во енергија да го пронајдете, а тоа е дека ваша желба ќе се исполни за кратко време. Вашата визуализација или пак вашата енергетска вредност ќе биде во енергија на располагање со можност за нешто што ќе биде во ваша енергија.
Ајде да видиме што поконкретно од тарот картите за утрешниот ден, вторник. Радувајте се на животот затоа што вашата енергија ќе биде присутна. Дали некој ќе ви понуди радост, енергија, да оваа ваша желба ви се исполни преку некое дете, вие тоа ќе го знаете, ова се ваши енергии, но ова енергија е тоа што сте го побарале, ќе биде пронајдено или пак ќе биде спуштено. Токму така сте се жртвувале, сте биле во анксиозност, депресивност, енергија да вашето дете било во анксиозност и депресивност, но енергијата ќе се придвижи во утрешниот ден или пак енергија која што ни наговестува дека утрешниот ден ќе ви биде исполнет и радостен доколку се работи за дете кое што ќе треба да се запише негдека, да даде некој резултат, да биде во енергија, да добие диплома или нешто што е во енергија на медицина, во медицинска енергетска смисла или пак да биде во духовна енергетска, значи ментална енергетска смисла, да знаете дека ова дете ќе биде исцелено за кратко време. 9 мачеви, енергија каде што и се бори само со себе, но е во енергија да, доколку се работи ова за вас, ќе излезете од оваа енергетска вредност, да знаете дека нештата ќе се придвижат и дека ова се ваши ирационални стравови, каде што и анксиозноста ви ствара можност да не можете да ја видите вашата енергија јасно. Значи, ќе излезете од една анксиозна, долготрајна енергетска вредност. Ајде да видиме среда. Каква енергија ќе биде? Еве ги картите сами си паѓаат. Во среда ќе имате средба со персона која што е ваш ангел, значи земен ангел. Ова се прави лајтворкери, аурата нивна е ангелска аура, чудесна аура. Тоа е избрано од универзумот. Оваа персона е лајтворкер, не е битно во каква енергија ќе ја сретнете или пак ќе ја запознаете. Може да биде и просјак од улица, но оваа персона ќе ви пружи една огромна заштита. Оваа персона ќе ве осветли, ќе ви даде некој совет кој што нема да можете да си верувате сами на себе, енергија каде што и ќе ве утеши за нешто што навам вие во енергија да се борите со некоја утеха или пак енергија да сте изгубиле некоја персона во претходниот период, па нема на кого да му се доверите или пак ви треба утеха за нешто кое што е во енергија да ве просветли, да ви даде можност на заштита и така натаму. Оваа персона е лајтворкер. Енергија ќе ви се појави во секаков облик, значи не ја барајте ангелската аура во универзумот, туку барајте ја меѓу луѓето, затоа што лајтворкерите се обични луѓе кои што се во енергија со ангелска аура. Тие просветлуваат и се во енергија да бидат обични персони, но се лајтворкери. Не им ја знаете темната страна на лајтворкерите и што поминале во нивната енергетска вредност. Зашто се избрани од универзумот? Енергија каде што оваа персона ќе ви даде огромна утеха, ќе ве заштити, ќе ви овозможи светлост, ќе ви го просветли патот до некоја утеха која што тешко се носите со неа. Ајде да видиме за што поконкретно се работи. Оваа персона ќе ви дојде во енергија, ќе ја приметите преку очите како ќе светат, како незината насмевка ќе ве облева. Може да биде и персона обична од продавница, може некоја персона која што ја среќавате повеќе пати, но никогаш не сте ја забележале дека е лајтворкер, никогаш не сте сватиле дека е лајтворкер или пак дека е во енергија на ангел и носи ангелска аура.
енергија каде што ја стретнувате оваа персона, може би само ќе ви упати еден благослов, добро утро, имај среќен ден, или пак добар ден, имај среќен ден, или пак остатокот ден, е доволно за да ви даде утеха и можност да оваа персона буди една огромна енергија на светлост и заштита на вашата енергетска вредност. Нешто ќе ви значи оваа многу персона на вас. Ајде да видиме зашто поконкретно ќе го сретнете овој ангел чувар, значи земјена ангелска аура, каде што е истакната преку Lightworker, кој што може да биде во енергија на нормален човек, значи нормален човек, каде што и не го знаете темното минато на овој човек, што све поминал, но е во енергија да биде блажен, да ви додели благослов, може да биде персона која што ја сретнувате нон-стоп, секој ден, во секое време, може да биде ваш пријател, може да биде персона која што воопшто не ја познавате, се ударате во нејза, или пак доволно е, на секаков можен начин во среда. Енергија завршеток на нешто што е во вашата енергија. Може би некоја персона заминала од вашиот живот или пак го напуштила овој земниот живот, па сега барате утеха да бидете утешени. Енергија да се опростите со оваа енергетска вредност. Овој ангел ќе ви каже дека треба да се опростите затоа што негдека на оваа енергија може се работи за љубовна енергетска вредност, каде што и не можете да се соземете, да бидете во енергија, да не можете да прифатите крај со некоја персона или пак крај со кармична персона која што била долго време во вашата енергија, или пак некоја персона која што стварно го напуштила овој земниот свет, значи која што ви била многу драга и мила, но треба да се опростите, да отпуштите оваа енергија, за да може повторно да дојде во вашата енергетска вредност како ангел преку Lightworkerите, за да ви порача нешто што и треба да ви порача. Ајде да видиме зашто поконкретно 4 штапови. Токму така, ова е брачен партнер кој што е во енергија да сте биле долго време во брачна енергетска вредност. Тоа што не го знаете, ќе ви биде во енергија да отпочнете нов живот, нови почетоци. Тоа што не го знаете, оваа месечина ќе биде во енергија овој ангел да дојде, значи вашиот брачен партнер кој што е веќе не е овоземен, неговата енергија е преселена негдека во астралниот свет, да знаете дека ќе ви се приближи преку некој Lightworker кој што ќе ви помогне, ќе ви утеши, ќе ви даде иста смерница како што и вашиот брачен партнер ви е дал оваа енергетска вредност. Ова е среда, енергија каде што за некој од вас ќе значи дека сте завршиле едно поглаве со персона која што сте биле во договор, значи кармичен договор, каде што и не сте можеле повеќе да останете во истата енергетска вредност. Па ви треба утеха. Ајде да видиме четврток. Што ве очекува во четврток? Трансформација. Крај на некоја енергетска вредност, трансформација и нов почеток. Значи, во некоја енергија каде што и ќе се трансформирате, значи нешто ќе трансформирате на некој крај, каде што и ставате крај, каде што сте ставиле крај во претходниот период, во четврток ќе имате трансформативна енергетска вредност, каде што и ќе отпочнете некој нов почеток или пак некои нови почетоци ќе бидат пред вас, затоа што сте ја трансформирале, сте ја конвертирале оваа енергетска вредност за овој крај, кој што за некој од вас ќе значи и тежок, но
За некој пак од вас ќе значи дека во четврток ќе почне една трансформативна енергија за вас, каде што ќе ви донесе нов почеток во некоја фаза од вашиот живот, дали било на работно, на љубовно, енергетско или пак само себе. Енергија на трансформација во сами себе, каде што и отпочнувате еден нов живот. Енергија ресурси. Значи, ги трансформирате вашите ресурси на вашите на се можно што ви е ресурс во вашиот животен енергетски дел. Вели, оваа карта вели, користи мудро, вика use wisely and as needed. Вика користи ги мудро твоите ресурси и почни, значи по потреба. Значи користи ги мудро твоите ресурси и по потреба. Значи, сето она што го имате како ресурс во четврток, ќе треба да го трансформирате и да почнете еден нов почеток, каде што и ќе треба да ова се работи на вашите ресурси. Сето тоа знаење што го имате во вашиот ментален енергетски дел, во вашата мудрост, во вашата работна енергија, во вашата материјална енергетска вредност, во вашата љубовна енергија. Значи, оваа карта ви вели, морате да се трансформирате, да не давате, но да давате по потреба. Оноку колку што, затоа што треба да, колку што се давате, треба некој да ви возврати, што е нормално. Но, вие, оваа енергетска вредност ви вели смрт, крај на нешто, ресурсите се во вашите раце, вие ги имате, користете ги мудро и по потреба. Значи, трансформирате и правите еден нов почеток на вашите ресурсни енергетски делови. Ресурси може да значи за се во вашиот животен аспектен дел. Ајде да видиме зашто поконкретно. 4 мачеви. Ова е вага, енергија вага, енергија каде што и во вашиот разумен енергетски дел. Значи, разумно користете го вашиот разум. Значи, не се давајте премногу, туку барете и земете одмор. Одмор на енергетска вредност. Ова е енергија на реобнова на вашите ресурсни енергетски делови. Значи, за некој од вас ќе значи дека и ви треба одмор, ви треба нешто да размислите, да спроведете нешто во дело, за да можете да добиете една огромна енергија, тоа е нови почетоци, но ќе бидат трансформативни. Во оваа трансформација ви треба време, значи одмор, да земете одмор сами на себе, може би сте се дале во некоја ситуација која што и довела до крај, но ќе треба да ја трансформирате сега сета таа енергија, за да можете вашите ресурси да ги употребите во најскоро време. Ова беше четврток. Ајде да видиме и што во петок. Петок енергија. Што ќе ни даде петок како енергија? Петок. Болест, исцрпеност, слабост, болки, овие се и ментални болки, и медицински болки, но повеќе укажува на ментални болки. За некој од вас ќе значи дека доколку имате персона која што е во вашата енергија, а е во несакана, исцрпена енергетска вредност, слаба, ослабена, ментално ослабена, здравствено ослабена, психички ослабена, физички ослабена, во болки, да е стварно болна, да е во недобра здравствена енергетска вредност, ќе треба да превземете акција во петок, затоа што доколку ова се работи за вас, знаете дека во петок ќе бидете комплетно исцрпени, нешто ќе се соочувате со некоја слабост, исцрпеност, може би на енергетско ниво. Знаете дека ќе дознаете во петок, за некој од вас слушам, дека во петок ќе дознае дека некој ви ја црпи вашата енергија. Имате ентитет кој што
ви ја црпи вашата енергија. Значи ви прави тупка во аурата и ви ги излива, ви ги одлива вашите ресурси што ги имате во вашата енергија. Значи, ова е енергетска вредност, доколку не се работи за физичка персона која што е болна, ова се работи за ваша енергија, дали било на ментално или пак на физичко енергетско ниво, значи ќе се чувствувате истрпено, не енергично во петок, но сега ќе ни објаснат картите за што се работи. По-конкретно, за некој од вас се работи дека некој ви ја црпи енергијата, токму така. Погледнете на далечина, значи на далечина, некој од далечина ви ја црпи вашата енергија. Имате ентитет, пјавица, каде што и ви ја црпи од далечина вашата енергија, доволно е да биде во енергетска вредност, да манифестира од вашата енергија. Сето она што и вие треба да го добивате, па вас ви исцрпува, ве става во една исцрпувачка енергетска вредност, болест, боломи, чувствувате болки и така натаму. Оваа карта ве вика да внимавате на вашето здравје. Значи на секако можен тип на здравје околу вашата енергија. Значи тоа дали било парично, здравствено, психички, физички, ментално, значи на вашето здравје, љубовно здравје. Значи енергија вели бидете далековиди, но и бидете премногу внимателни. Значи во петок да бидете премногу внимателни дека персона која што е на дистанца од вас ви ја црпи вашата енергија. Манифестира од вашата енергија. Да, ќе направите една акција, ќе добиете. Вие веќе комуницирате со оваа персона, јас мислам дека сите вие што ќе го погледнете ова видео, ќе сватите за која персона станува збор. Ова е може некоја персона која што е во вашата енергетска вредност, да биде пријател, другар, може и роднина, може да биде и љубовен партнер, па да ве црпи, енергија црп. Доколку се работи за болест, значи за физичка болест, персона која што ви е ваша блиска или пак за вас, лично во петок ќе добиете глас за вашата енергија, за вашата медицинска болест, дали тоа било да сте на дистанца, па да добиете порака, мејл, јавување од доктор, дали сте правеле некоја операција претходно, па сте исцрпени. Во петок ќе се чувствувате премногу исцрпено во болки, буквално како болни ќе се осеќате. Ќе добиете комуникација, 8 штапови, енергија на енергизирање на ваша исцрпеност. Знаете дека за други пак од вас ќе биде дека ќе бидете во енергија некој да ви ја црпи вашата енергетска вредност. Сабота, веселба, енергија каде што ќе бидете во прославување за нешто, во некоја трансформативна, љубовна енергетска вредност со вашиот партнер. Енергија каде што ќе бидете и радосни, но и ќе бидете во склад, во хармонија. Енергија каде што можеби за некој од вас ќе се помират со својот партнер, ќе бидете во вашата енергизираност. Сабота е ден каде што и ќе можете да се дружите и на емоционално ниво, но и ќе бидете во енергија да сте се трансформирале две персони доколку не сте биле на момент во вашата енергија, значи да не сте комуницирале, туку да сте биле во енергија малку на дистанца, каде што и оваа трансформација морала да се случи за да бидете повторно заедно, да добиете енергија, значи на успешност, на радост, на прослава,
каде што за некој пак од вас ќе биде да сте поканети на роден ден, забава во сабота, каде што и ќе се чувствувате прикладно со вашиот партнер од интерес. Ајде да видиме зашто конкретно станува збор од овие карти, да можам да ви дадам повеќе информации. Така, социјален статус, токму така. Вие ќе бидете во еден социјален статус, може би и вашиот партнер ќе ви укаже на енергија дека вашата врска ќе се искачи на поголемо ниво, дека ќе може да бидете во енергија, да бидете помеѓу доколку вашата љубовна врска била во тајност, сега ќе излезе на виделина на социјалност. Значи ќе се социјализирате со персони кои што и не ги познавате за некој од вас, за други пак од вас, ќе биде дека некој од вас ќе биде во енергија ќе има социјален статус, значи јавна личност, каде што и овие карти ве уверуваат да не бидете во сабота премногу арогантни, туку да бидете во енергија да го пригрлите вашиот партнер од интерес, да бидете во ваша енергизираност, бидејќи овој партнер најверојатно е ваша сродна душа, но и ќе имате некоја прослава, ќе бидете поканети на некоја прослава, забава, роден ден, журка, енергија каде што и ќе се чувствувате супер. Ајде да видиме што поконкретно од тарот картите. 3 мачеви. Енергија скршено срце. Значи, внимавајте со вашата арогантност да не бидете повредени од вашиот партнер на некоја прослава, на некоја веселба, каде што и ќе имате за некој од вас, доколку се покажете арогантни, ќе имате и пробудување со 3 мача, значи ќе ве разочара овој партнер, може би и пред персони кои што вам ви се битни на оваа веселба. Ајде да видиме недела. Земете вам како ви резонира за неделава што следува, значи за овие денови кои ги исчитуваат тарот картите, затоа што не може секој да се препознае во овие исчитувања. Ја ви давам само смерници кои што ни ги носат енергиите од тарот картите, од овие оракал карти. Ајде да видиме. Недела. Очекувајте да имате најава или пак прилив на пари, доколку можете да ги добиете, затоа што недела е како неработен ден, но очекувајте да имате прилив на пари или пак ова е буквално огромен износ на пари, материјални блага, каде што и ќе имате некој добиток, некоја вредност кој што на вас вие во значење ќе доживеете едно изобилство, обилие, каде што и за некој од вас ќе значи дека ќе продадете куќа, стан, можност, наследство, каде што и ќе ги добиете овие пари, ќе ви бидат во најава во недела, за некој од вас ќе ги добијат во недела во рака овие пари, а за други пак од вас ќе биде дека ќе бидете во можност да ги добиете некој од наредните денови, во наредната недела, но во недела ќе бидат како презентирани, кажани, спуштено во енергија ваша во недела. Ќе бидете стрекни, драги мои, во недела, затоа што ви стигнува огромен износ на пари за некој од вас. Значи, огромен износ на материјални добра, енергија, каде што ова ќе биде поклон од универзумот. Овој ковчег е отворен со овие пари, но има и енергија на драгоцени камења, каде што оваа трансформација ќе биде во енергија да е подарок од универзумот за вас. Значи,
за некое добро дело, некоја добра карма, некоја нова добра дарма. Ова е дармина енергија, дар од универзумот, каде што и овој добиток или пак оваа вредност на пари, на изобилство, може да биде и дар, наследство од некоја персона која што ви е битна и важна. Ајде да видиме зашто поконкретно. Енергија helping hand. Значи, за овие пари во недела ќе имате некој што ќе ви помогне. Значи, некој што ќе ви помогне или некој ви помага за да ги добиете овие средства, значи како дар. Пардон. Вели, овие карти ви велат дека никој не може да се справи со се. Значи, енергија каде што ќе треба и да повнимавате кога ќе ги добиете овие средства. Може би па и ќе треба да дадете некои пари кои што ви се од значење, но ќе мора да ги дадете, да исплатите некој долг, кредит, енергија, каде што како ги добивате, така ќе морате и да ги дадете за некој од вас, доколку ви се во енергија да се справувате со некоја криза за материјални средства. Како и да е, ќе имате помош, пријател, персона, роднина, каде што и добивате материјални блага. Ајде да видиме што сакат овие карти да ви кажат. Успех, комплетно, свет, успех, комуникација, загарантиран успех ви ова. Енергија каде што завршувате едно поглавје со криза за пари за некој од вас и отпочнувате едно ново поглавје на успешна енергија каде што имате и помош, но и ќе имате остварување на огромен добиток во вашата енергетска вредност. Ајде да видиме и за понеделник, што уште сакаат овие карти да ни кажат. Удовица. Тага, загуба и ви треба снага. Во понеделник може би и ќе имате некој немил настан, каде што и ќе бидете тужни. Може би за некој од вас ќе биде некој губиток на средства, материјални средства, може би и ќе се привратите на некој настан кој што не бил добар за вас. Оваа персона, гледате, носи ружа. Ружата е момент на изјавување љубов, енергија, каде што може би некој од вас нема да добие изјава на љубов, на емоционалност, ќе има загуба во таа енергија, но и ќе ви треба снага да се справите со сето ова. Ајде да видиме за што поконкретно станува збор. Брзи промени во вашата енергија. Во понеделник, доколку се осеќате тажно, да сте на некој губиток, да немате снага, а ви треба снага, да сте персона кој што е во енергија на вдовица, вдовец, не е битно, значи, не е битно, ви следуваат брзи промени. Вели, направете смели чекори за напредна енергија. Значи, ќе треба да продолжите понатаму во вашиот енергизиран дел од вашиот сегментен живот. Не е битно во каква енергија ќе бидете, значи, само да не бидете тажни. Значи, оваа енергија на тажност ќе ја промените за брзо време. Само ќе ви треба баланс. Значи, прилагодување, прилагодност
во енергија склад со универзумот. Ова е па и енергија на стабилност, значи ви треба стабилност, енергетска вредност. Овдека ни се означува хороскопски земен знак Јарец на некој од вас, доколку го гледа ова видео. Ево енергија да брзи промени ќе се одвиваат во вашата енергија, само ќе треба да направите баланс, да се прилагодите на некоја ситуација и да бидете во усогласување со универзумот во понеделник, драги мои, од идната недела. Совет за вас, како генерална порака за оваа енергија, за оваа седмица која што е пред нас. Да видиме што ќе ви кажат овие карти. Пари. Вика, find a way to abundance. Пронајди пат до изобилство. Доколку се борите за парични вредности или пак за сето она што ви создава момент на изобилство во вашиот сегментен живот, не е битно во кој сегментен аспект во вашиот живот. Оваа недела што е пред нас ќе биде во енергија 7 дена пред нас, ќе биде во енергија да бидете до пронаоѓање пат до изобилство, пари, материјална вредност, љубов, здравје, енергија на радост, среќа и успех во вашето остварување на овој пат до овие 7 дена. Се гледаме во наредно видео. Јас ви посакувам многу успех и многу енергија оваа седмица, драги мои. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!